Тоа што ние не го знаеме или не го кажуваме го кажа Светската банка. Од Македонија досега се иселени половина милион граѓани или 1/4 од населението. Од нив 2/3 се работоспособни, а 1/3 се високостручни кадри. Најголем дел од IT секторот, но не заостануваат ниту здравствените работници, возачите и други. Иако нашите политичари се прават наудрени, светските банкари сериозно предупредуваат дека мора да се преземаат чекори за да се спречи одливот на таленти од земјава, бидејќи во ризик е економијата, пазарот на труд, но и одржливоста на пензијскиот и здравствениот фонд. Ако некој во дилема од каде пари за повисоки плати, пензии, субвенции, одговорот е едноставен: понатамошно зголемување на јавниот долг и фискалниот дефицит. Во Кочаника, кои секаде низ државата, фирмите се соочуваат со недостиг на квалитетна работна рака, што полека но сигурно ја нагризува продуктивноста. Таквата состојба ќе ги оттргне потенцијалните инвеститори, кои вообичаено бараат што поевтинено квалитетна работна сила, а таа не останува во државата, гледајќи ги партиските вработувања и проекционизмот на поранешните и актуелните владеачки структури. Каде се наоѓа нашата држава според одливот на кадар, најдобро зборува споредбата со 24 земји од Источна Европа, имено Македонија заедно со Арменија, Молдавија и Босна и Херцеговина е во групата од каде има најголема миграција на високообразовниот кадар. Тоа само по себе зборува за економските и социјалните состојби во овие земји, како и за безперспективноста